Наташа, две убави вести доби. Ето така. Едниот што ми го пративте за ова почесниот председател и второто е поважно во моментот што победи 4-1, значи горе-долу се консолидиравме, Така е. дека тргнеме да правиот пат и се надевам дека со мали осцилации ќе стигнеме до врвот, до местото кај што ни личи. Ајде Затоа ви благодарам. Прво и официјално вака, значи ние ова што се случи денеска со твоето, да кажам, наименување или како другото да го наречам, за почесен председател на Вардар. Инаугурација за почесен председател на Вардар, една од најдобрите одлуки во историјата на клубот. Јас си взимам за право така да ја кажам и така ја коментираат и многу прави вардарци. Значи, вистински човек на вистинско место во вистинско време. Чичко Дончо, почесен председател на Вардар и работата тргнува на подобро на Вардар. Сега ти да ни кажеш како се чувствуваш, како ти е на душата, како... Јас се чувствувам, Јалче, многу задоволен заради тоа што идејата моја, идејата на многу мина кај нас во Вардар, и од председателот, и од комитите, што поттикнавме оваа идеја што се реализира, и тоа е еден голем потез, и у тие големи потези и тоа што ме прогласија мене. Затоа оваа денешнава победа толку ми израдува што и мене ме охрабри да знам, да се уверувам дека одиме на правиот пат и дека до прва ќе даваме добри резултати. Многу добро изигра, да ти пренесам. Младо едно момче Данев дојде од работнички во Вардар, даде 2 прекрасни гола, али фантастично беше на крајот на надпреварот кога фудбалерите отидоа кај комитите, им се поклонија и ги поздравија. Значи тоа е новиот момент. Тоа е за мене голема радост. Голема радост, поголема нема, заради тоа што веќе дојдовме во ситуација да сме единствени во желбите и во остварувањата. Така е, тоа што го зборевме во Скопје кога бевме, кога се дружевме. Да. Ама тоа е твоја заслуга, твоја енергија ставена. И ваша заслуга беше на скок за ова сега што се случува, и вие имате голем придорни за ова што се случува. И дај Господ да се продолжи така. Чичко Дончо, ова е твоја победа, да не бидеш скромен, да не бидеме ние скромни, значи ова е твоја победа, ова е твојата желба неостварена до сега, дека Вардар мора да биде едно заедно со комитите. Ова поддршка што ја дадоа денеска комитите со полн запад, со прекрасни пораки испратени, транспаренти од трибините, и има и некоја прослава за таа групата Loyal Fans што им е од 25 години, ако не грешам, од постоење, и поздравувањето со победа против Пелистер, поздравувањето на комитите беше навистина така убав момент. Јас само изворно да ти информирам и убав потек на раководството на чело со извршниот директор. Предлогот за твојата инаугурација, твоето наименување за почесен председател доаѓа од навивачката група комити, од твоите комити, од тие што те најмногу сакаат. И затоа мојата радост е толку голема што на крајот дојдеме во ситуација да се нарадуваме на оно што го пожелувавме. Така е. И тоа е најважно, Вардар да тргне, да сме живи и здрави и Вардар да тргне на добро. Тоа е најважно. Дај Господ, Мјалче. Ве поздравувам многу. Ви благодарам на јавувањето. И ние те поздравуваме, ти посакуваме добро здравје, долговечност и да ни дојдеш да се видиме повторно како почесен председател на Вардар, да го тоа малку прославиме и да се радуваме на нови успеси, на нови победи на нашиот Вардар. И дај Господ. Мјалче, дај Господ. Комитите го сакаат клубот, доаѓаат да го поддржат клубот, но
За љубов треба двајца. И за Двајца. кавга треба двајца. Така е, токму така. Како таа нишка да се направи малку, веруваш ли ти дека може да се направи нешто? Треба, не дали верувам, треба таа нишка да постои. Јас сепак мислам дека ќе дојде моментот, многу скоро ќе дојде моментот, да си потадат рака едни на други, да се чувствуваат и комитите почитувани дел од клубот, и играчите да даваат максимум и заради Вардар, и заради комитетот, и тоа е голема помош што ја даваат они. И затоа надежта моја никогаш последна ќе биде да ме напушти, со надеж дека ќе се овие недоразбирања ќе бидат минато и дека за доброто на Вардар ќе бидат единствени и комитите, и председателот на Вардар, и играчите. Значи, играчите да не бидат сами, комитите да бидат почитувани, а да им признае управата, да им признае придонесот што го даваат комитите. Останува мојата надеж дека и ја ќе го молам председателот, премиерот, да ги прими и да ги чуе. Јас сепак мислам дека времето лечи се. Ќе дојде до сознание и едните и другите дека не е наисправен нивниот став. И мора да го усогласат и едниот и другиот став, за да оди Вардар понатаму. Тоа е неминовно. Да бидеме живи, здрави, да бидеме позитивни, да веруваме дека ќе надвладее умот, разумот и љубовта, да Вардар остане Вардар. Јас сум рекол, Вардар е локомотива, влече 100 вагони. Вардар не е исто како и некои тимови од вчера некња, па да викаат тамо, исти сме. Никогаш никој не може од овие тимови да биде ист со Вардар. На Вардар минатото никој не може ни да го сонува, а камоли да го стигне. И затоа таа локомотива треба да се одржава. Оти квалитетот на фудбалот Вардар го има. Тој е основниот продукт кој што може спортот, фудбалскиот спорт да го одржи во Македонија. Тоа е. Ти си тука да направиш се, да помогнеш, да се види големата слика за Вардар, а големата слика за Вардар е фудбалерите да дадат гол, да ги поздрават навивачите. Така е. Раководството да се израдува, Така да се е. поздрави. Ете, тоа е тоа. Да се наполни Јужна, не само навивачите, комитите на Запад. Дај Боже да биде така. Дај Боже да доживееш и ти, Чичко Дончо, го и викам, јас. дај Боже. И ја ќе имам у душата. И ќе отидам од овој свет, ако Вардар не стане пак. Тој што беше. Оти многу жртви се дадени. Многу жртви. Затоа, за да се упокојам јас, со мирна душа да видам дека Вардар е единствен. Со комитите, со управата, кој повеќе помага, кој помалку, важно сите да помагаат. Тоа е мојата желба. Фала ти, Чичко Дончо. Ме расплака. Ами јас тагувам, Наташа и ја тагувам.